Почитувани гледачи, добар ден од Собранието на Република Македонија, прва конститутивна седница на 8-миот поред парламентарен состав од независноста на Република Македонија. Парламентарниот состав оваа година по изборите одржани на 27 април го сочинуваат 61 прати коалиционите партнери, 34 мандати на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партии, 19 на ДУИ, 7 на ДПА, 1 од ГРОМ и 1 од НДП. На денешната прва конститутивна седница, всушност со денешната прва конститутивна седница, седницата ќе ја води најстариот од избраните пратеници Стојан Миланов. Во секој момент очекуваме да започне седницата на која покрај избраните пратеници присутни се и гости од јавниот и политичкиот живот во Република Македонија. Дами и господа пратеници, почитувани гости, имам чест да ја отворам конститутивната седница на Собранието на Република Македонија. Дами и господа пратеници, почитувани гости, на седницата поканети се председателот на Република Македонија, господин Ѓорѓе Иванов, председателот на владата на Република Македонија, господин Никола Груевски, председателот на Уставниот суд на Република Македонија, поранешниот председател на Република Македонија, господин Бранко Црвенковски, председателот на Врховниот суд на Република Македонија, председателот на Судскиот совет на Република Македонија, јавниот обвинител на Република Македонија, председателот на Советот на јавни обвинители на Република Македонија, народниот правобранител, замениците председатели на владата на Република Македонија, министрите во владата на Република Македонија, гувернерот на Народна банка на Република Македонија, поранешниот председател на Генералното собрание на Организацијата на Ветите нации, господин Срген Керим, председателот на Македонската академија науките, поглавот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, Рейс Улема, на Истинската верска заедница во Република Македонија, Скопскиот
Македонија и Пешки и Шкупите, да е Ексархи апостолик и Кишес католик на Република на Македонија. Председателот на црковното представништво Кретари и профецис Криштарет Кишес Анджелоре методистике на Република на Македонија, кретари и комунитетите ебраите на Република на Македонија, адвокати штетите и Република на Македонија, кретари и комисиони штетро. Македонија. Дозволете ми во моје и ваше ваше име да ги поздравам службите на собранието ме информираат дека на седницата присутствуват мнозинство пратеници во собранието и дека собранието може полноважно да одлучува. Ви напоменувам дека председателот на досегашниот состав на собранието на Република Македонија, господин Трајко Велјановски, председателот на владата на Република Македонија, господин Никола Груевски и членовите на владата кои се избрани за пратеници во собранието на Република Македонија, гласањето на оваа седница ќе ги вршат со кревање на рака, бидејќи системот за електронско гласање не дава можност да се гласа од местата каде што се сместили. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Прва точка – избор на председател и членови на Верификационата комисија на Собранието на Република Македонија. Втора точка – верификација на мандатите на пратениците во Собранието на Република Македонија. Трета точка – избор на председател, заменик на председателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашање на изборите и именувањето на Собранието на Република Македонија. И четврта точка – избор на председател на Собранието на Република Македонија. Предложениот дневен ред го оставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. По предложениот дневен ред за гласа 73, воздржани нема, никој значи, против нема, никој. Ги молам председателот на досегашниот состав на Собранието на Република Македонија и председателот и членовите на владата кои се избрани за пратеници во Собранието на Република Македонија да се произнесат по предлогот со кревање на рака. Кој е за предлогот, молам да крене рака. По предложениот гласа за 12, за, против нема, никој нема. Вкупно. По предложениот дневен ред вкупно гласа 85 пратеника, од нив гласа 85, од гласањето се воздржани, нема воздржани, а и против нема така. Констатирам дека е усвоен предложениот дневен ред. Пред да преминеме на расправа по точките од дневниот ред, ве подсетувам дека согласно член 80 став 2 и 3 од деловникот на Собранието, пратениците се пријават за збор во рок од 1 минута по отварањето на претесот. Листата на пратениците не може да се менува и дополнува во текот на претесот. Едновремено ве известувам дека согласно член 85 став 3 од деловникот на Собранието, пратеникот кој се пријавил за збор, а не е присутен во салата кога е повикан да говори, го губи
правото на збор за претресот за кој се е пријавил и не може повторно да се пријави за истиот претрес. Согласно член 86 од Деловникот на Собранието и член 12 од Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот на Собранието, пратеник во текот на претресот може да говори само еднаш во трајање од 10 минути. Одиме сега на прва точка, избор на председател и членови на Верификационата комисија на Собранието на Република Македонија. Според член 12 од Деловникот на Собранието, Верификационата комисија се состои од председател и 4 членови, а ја избира Собранието по предлог на председавачот. За председател на Верификационата комисија го предлагам пратеникот Александар Николовски, а за членови на комисијата пратениците Владимир Ѓорчев, Реджаил Исмаили, Беким Фазлиу и Чедомир Сазовски. Отварам претрес по предлогот. Нема никој се јава. Ги повикувам пратениците кои сакаат да горат да се пријават за збор. Бидејќи никој не се јавува за збор, предлогот го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме за предлогот. За предлогот гласа 73 пратеници, од гласањето се воздржани, нема, против, нема. Никој не се. Ги молам председателот на досегашниот состав на Собранието на Република Македонија и председателот и членовите на владата кои се избрани за пратеници во Собранието на Република Македонија да се произнесат по предлогот со кревање на рака. Кој е за предлогот? Да крене рака. Дали има некој против? Воздржани нема? Има. За предлогот гласаат 10 пратеници, се извинуваме, за предлогот гласаат 12 пратеници, воздржани немаме, против истака нема. Купно гласа 85. Купно гласа 85 пратеници, од нив за гласа 85, против немаше, воздржани немаше. Констатирам дека за председател на Верификационата комисија е избран пратеникот Александар Николовски, а за членови на комисијата се избрани пратениците Владимир Ѓорчев, Реджаил Исмаили, Беким Фазлиу и Чедомир Сазовски. Го молам председателот на Верификационата комисија веднаш да свика седница на која комисијата ќе го разгледа извештајот на Државната изборна комисија за спроведените предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, одржани на 27. април 2014 година, и на Собранието ќе му поднесе извештај со предлог за верификација на мандатите на пратениците. Седницата на комисијата ќе се одржи во салата на комисијата за уставни прашања. Ја прекинувам седницата на Собранието за да може Верификационата комисија да одржи седница и да го подготви извештајот. Седницата ќе продолжи по 30 минути.
Почитувани гледачи, половина час пауза во Собранието на Република Македонија откако претходно започна првата конститутивна седница на новиот состав на Собранието на Република Македонија, 8ми поред од независноста на Република Македонија. Со седницата преседава најстариот избран пратеник на изборите кои што се одржаа на 27 април, Стојан Миланов. Откако беше усвоен дневниот ред, се расправаше, односно беше отворена расправа по првата точка од дневниот ред, избор на председател и членови на верификационата комисија на Собранието на Република Македонија. Едногласно за председател на оваа комисија беше избран Александар Николовски, а членови Владимир Ѓорчев, Реджел Исмаили, Бекин Фазлију и Чедомир Саздовски. Со оглед на тоа дека председателот на комисијата на верификационата комисија веднаш треба да закаже седница на која ќе се верификуваат мандатите, ќе се произнесат по верификација на мандатите на пратениците. Председавачот на седницата, Стојан Миланов, ја прекина седницата и за половина час, значи некаде околу 14 часот, повторно директно ќе се вклучиме од Собранието на Република Македонија. До тогаш пријатно. Во Собранието на Република Македонија, извештајот на верификационата комисија ви е поделен. Отварам претрес по извештајот на верификационата комисија. Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакат да горат да се пријават за збор. Има збор председателот на верификационата комисија, пратеникот Александар Николовски. Повели. Господин председавач, почитувани колеги пратеници, би сакал на почеток да ви го честитам изборот и да посакам успешна работа. Верификационата комисија на Собранието ја одржа својата седница и ви го поделивме извештајот и врз основа на член 13 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, разгледувајќи го извештај на Државната изборна комисија за спроведените парламентарни избори за пратеници во Собранието на Република Македонија одржани на 27 април 2014 година, верификационата комисија на Собранието на Република Македонија утврди дека предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија се спроведени согласно решенијата за распишување на предвремени избори за пратеници на Собранието на Република Македонија под број 08/1437 низ од 6 март 2014 година, донесено од председателот на Собранието на Република Македонија и објавено во службен весник врз основа на одредбите од Уставот на Република Македонија и Изборниот законник. Точка 2. Предвремените избори за пратеници на Собранието на Република Македонија одржани на 27 април 2014 година ги спроведува Државната изборна комисија, општинските изборни комисии и избирачките одбори. Точка 3. Согласно член 2, член 4 став 2 од Изборниот законник во Собранието на Република Македонија се избираат 123 пратеници, од кои што 120 пратеници се избираат според пропорционалниот модел, при што територијата на Република Македонија е поделена на 6 изборни единици, утврдени со овој законник, и во Собранието на Република Македонија со верификација на нивниот мандат се сметаат за избрани, а исто така се избираат и тројца пратеници од 3 изборни единици, едната од Европа и од Африка, втората од Северна и од Јужна Америка и третата од Австралија и од Азија, утврдени со овој законник.
Точка 4. Председател на верификационата комисија укажа дека Државната изборна комисија на 8 мај 2014 година до Собранието на Република Македонија достави известување под архивски број 10.22915-2 за неприфаќање на пратеничкиот мандат од страна на коалицијата Социјалдемократски сојуз, Нова демократска партија, Либерално-демократска партија, Обединети за Македонија, Партија за движење на турците на Македонија, Партија за целосна еманципација на ромите, Српска странка во Македонија, Демократски сојуз на властите во Македонија и Санџашка лига. И известување под архивски број 10.22914-2 за неприфаќање на пратенички мандат од страна на избраниот пратеник од политичката партија Национална демократска предодба. Исто така, во врска со претходните известувања на Државната изборна комисија до Собранието на Република Македонија на 10 март 2014 година од страна на генералниот секретар на СДСМ е доставено известување под архивски број 03.6051. Председателот на верификационата комисија укажа дека согласно член 13 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, надлежност на верификационата комисија е врз основа на извештајот на Државната изборна комисија за избор на секој пратеник да поднесе писмен извештај со предлог за верификација на мандатот на секој пратеник одделно. Согласно член 14 став 2 од Деловникот на Собранието, ако верификационата комисија го оспори изборот на одреден пратеник, на Собранието му предлага да одложи верификацијата на неговиот мандат, што не е случај со овој извештај. Во случајов, согласно извештајот на Државната изборна комисија, неспорно е дека пратениците на коалицијата Социјалдемократски сојуз, Нова социјалдемократска партија, Либерално-демократската партија, Обединети за Македонија, Партија за движење на турците во Македонија, Партија за целосна еманципација на ромите, Српска странка во Македонија, Демократски сојуз на властите во Македонија и Санџашка лига, како и пратеникот на политичката партија Национална демократска предодба, се избрани за пратеници во Собранието на Република Македонија на предвремените избори одржани на 27 април 2014 година. Исто така, согласно член 65 став 5 од Изборниот законник, за секоја кандидатура е потребна писмена согласност, односно изјава на кандидатот која што е неотповиклива. Во Уставот на Република Македонија, во Изборниот законник и во Деловникот на Собранието не е предвидена одредба избран пратеник да има право да даде изјава со која не прифаќа да му биде верификуван мандатот. Во Уставот и во Законот за пратениците е утврдено дека мандатот на пратениците го верификува Собранието и дека мандатот на пратеникот почнува да тече од конститутивната седница, односно од денот на верификација на мандатот, односно денес во случајот. Согласно член 18 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, со верификација на мандатот на пратеникот се стекнува со права и должности утврдени со Уставот, со Законот и со Деловникот на Собранието на Република Македонија. Четврта точка од дневниот ред, избор на председател на Собранието на Република Македонија. Предлог на Комисијата за прашање на изборите и именување за кандидат за председател на Собранието на Република Македонија ви е поделен. Отварам претрес по предлогот за избор на председател на Собранието. Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да горат да се пријават за збор. Предлогот за избор на председател на Собранието на Република Македонија ќе го образложи председателот на Комисијата за прашање на изборите и именувањето. Има збор председателот на Комисијата, пратеникот Зоран Илиовски. Повелете. Почитувани присутни, врз основа на член 22, став 1
од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Комисијата за прашање на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија поднесува предлог на кандидат за председател на Собранието на Република Македонија. За председател на Собранието на Република Македонија, Комисијата го предлага Трајко Велјановски, пратеник во Собранието на Република Македонија. Пратеникот Трајко Велјановски, роден на 2 ноември 1962 година во Скопје, дипломирал на Правниот факултет Правосудна насока при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје во 1987 година. Правосудниот испит го положил 1988 година. Пратеникот Трајко Велјановски има богато искуство во работењето на Собранието на Република Македонија. Имено, Велјановски во мандатниот период на Собранието на Република Македонија 2008-2011 и во мандатниот период 2011-2014 беше председател на Собранието на Република Македонија. Во мандатниот период на Собранието на Република Македонија 2006-2008 година Велјановски беше пратеник во Собранието, председател на Комисијата за прашање на изборите и именувањата и член и заменик член на повеќе работни тела на Собранието. Господинот Велјановски има богато политичко искуство и пред да биде избран за пратеник и председател на Собранието. Бил заменик министер во Министерството за правда, при што учествувал во изготвувањето на голем број предлози на закони, учествувал во работата на собраниски седници и во преговарање за склучување на меѓудржавни договори, учествувал на семинари, конференции и други активности. Од 2001 година работел во влада на Република Македонија како државен советник, а во периодот од 1999 година до јуни 2001 година бил подсекретар во Министерството за правда на Република Македонија, односно државен секретар, и при тоа учествувал во изготвување на закони, законски проекти, учество на семинари, конференции, како и други работи од надлежност на Министерството на правда. Во 1998 година бил заменик член на Државната изборна комисија, а во 1999 година е избран за член на оваа комисија. Во 2001 година бил член на управниот одбор на Центарот за европски интеграции, а во 2002 и 2003 година бил член на Комисијата за представки и предлози на председателот на Република Македонија. Во политичката партија ВМРО-ДПМН, чиј член е од 1993 година, остварувал голем број на значајни активности, и тоа како специјален советник за правни работи на председателот на ВМРО-ДПМН, а членувал и повеќе комисии на партијата, како што се Комисијата за правни работи, каде што бил и председател, Комисијата за политички систем, Комисијата за правни работи при ВМРО-ДПМН, а исто така бил и председател на Форумот за правни, политички прашања и судски систем. Тргнувајќи од изнесеното, Комисијата оцени дека пратеникот Трајко Велјановски успешно ќе извршува функцијата председател на Собранието на Република Македонија. Комисијата за прашање на изборите и именувањата едногласно од сите присутни членови на седницата го утврди предлогот Трајко Велјановски, пратеник во Собранието на Република Македонија, да биде избран за председател на Собранието на Република Македонија. Благодарам. Ви благодарам. Бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека претресот е завршен. Согласно член 67 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 26 став 1 од Деловникот, Собранието од редот на пратениците избира председател на Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници во Собранието. Преминуваме на гласање. Предлогот пратеникот Трајко Велјановски да биде избран за председател на Собранието на Република Македонија го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 75, за 75, воздржани нема, против нема. Ги молам председателот на досегашниот состав на Собранието на Република Македонија и председателот и членовите на владата кои се избрани за пратеници во Собранието на Република Македонија да се произнесат по предлогот со кревање на рака.
Кој е за предлогот, молам да крене рака. Дванаесет за, против нема, воздржани нема. Вкупно гласа 87 пратеници, од нив за предлогот пратеникот Трајко Велјановски да биде избран за председател на Собранието на Република Македонија гласа 87 пратеници, воздржани нема, против нема. Констатирам дека пратеникот Трајко Велјановски е избран за председател на Собранието на Република Македонија. Дами и господа пратеници, почитувани гости, дозволете ми во ваше и мое име на пратеникот Трајко Велјановски да му го честитам изборот за председател на Собранието на Република Македонија и да му посакам успех во работата. Го молам председателот на Собранието да даде свечена изјава. Ве молам да станеме. Го молам председателот на Собранието да го повторува по мене текстот на свечената изјава. Изјавувам дека функцијата председател на Собранието на Република Македонија ќе ја вршам совесно и одговорно и ќе го почитувам Уставот и законите на Република Македонија. Можеме да седнем. Го молам председателот на Собранието да ја потпише свечената изјава. Го молам председателот на Собранието да си го заседи на своето место. Почитувани колеги, најнапред да ви честитам за избора за пратеници во Собранието на Република Македонија и дозволете ми кратко да се обратам. Почитувани колеги пратеници, почитувани представници на средствата за јавно информирање, почитувани представници на дипломатско и на конзуларните представништва, дами и господа, сосема искрено ја изразувам мојата благодарност за доверената обврска по трет пат да видам председател на Собранието на Република Македонија. За мене ова потврда за досегашниот труд, но и обврска дека довербата подлежи на секојдневна проверка. Свесен сум за тоа и ветувам дека ќе го водам Собранието најдобро што можам и умеам во функција на развојот и напредокот на Македонија. Почитувани пријатели,
Република Македонија поминувала низ безброј предизвици кои битно ја определувале нејзината иднина и развиток. Како општество имаме такво држава тварно минато во кое сме давале неброени жртви за да го обезбедиме нашиот заеднички напредок. Меѓутоа, историски, тој потрошен труд, време, пот и напор секогаш се исплатено, бидејќи целта е така голема и благородна, како што е голема и благородна нашата татковина Република Македонија. За Македонија нема ниту еден врв што е недостижен. За Македонија нема ниту една препрека што е непремостива. За Македонија не постои ниту еден пат што не може да се изводи. За Македонија нема ниту една излеана пот што е залудна. Таа, нашата татковина, ја определува смислата на сите наши потези и им дава историска вредност на истите. Така и денес, така било и така ќе биде. Ние сме минливи и менливи, а вечна е само Македонија. Затоа треба добро да запомниме дека она што денес го правиме, утре ќе подлежи на судот на историјата. Како личности што ја преземаме одговорноста за нашите граѓани, имаме одговорност да повлекуваме мудри потези и да носиме исправни одлуки. Јас сум убеден дека ова генерација политички личности во најголема можна мера носат исправни одлуки, што е препознаено и поддржано во огромна мерка од страна на народот на Македонија. Така беше и на последните избори на кои победи досегашниот концепт и визии за развој на државата. Почитувани пријатели, денес сме собрани во храмот на македонската демократија за да ја верифицираме волјата на граѓаните, која беше јасно манифестирана во фер и во демократска атмосфера на минатите парламентарни избори. Денес ние, представници на различните партии, согласно правилата на нашиот поредок, продолжуваме да работиме и да создаваме нови дела. Денес уште еднаш треба да се подсетиме дека Македонија е името кое треба да не обедини. Наспроти сите наши разлики во оваа просторија, дел од оваа грандиозна зграда и фактички покажуваме дека сме упатени на меѓусебна соработка и на разбирање. Демократијата е единствено и само така се сведува на изборот на народот кој е пресликан во парламентот. Изразувам задоволство што денес на оваа конститутивна седница повеќе од 2/3 од народните избраници ја манифестира својата почит кон граѓаните што ги гласале и со тоа што се тука на своите работни места. Меѓутоа сакам да ја споделам и мојата длабока разочараност што пратениците од една коалиција, незадоволни од народната поддршка, одлучија да не извршуваат доверената одговорна задача. Отаму од ова место, како прв меѓу еднаквите, повикувам на државно единство. Повикувам сите да бидеме свесни за својата историјска одговорност и да не дозволат личните суети да ја надминат почита кон Македонија. И повикувам нашите колеги од опозицијата да действуваат во рамките на уставот и на законите, да дојдат тука во парламентот за да работиме. Демократијата не познава друг начин на работа, освен аргументирана дебата и меѓусебно уважување. Почитувани дами и господа, во изминатите мои 2 мандата како председател на Македонскиот законодавен дом, заедно со сите пратеници, верувам дека дадоме значаен влог во напредувањето на нештата. Изразувам искрено задоволство што најсериозниот проект започнат во мојот прв мандат ќе се реализира во полн обем во овој мандат. Ќе заврши реализацијата на еден историски проект. После повеќе од половина век создаваме услови со кои Македонија добива репрезентативен, но и целосно функционален објект на македонското собрание. Токму таков како што имаат другите развиени држави и како што и прилега на нашата татковина. Пратениците, новинарите, службата, меѓународните гости и граѓаните во полн обем ќе може да го почувствуваат духот во оваа зграда, символ на представничката демократија. Освен тоа, во политичка смисла,
како председател на Македонското собрание, изразувам задоволство што заедно со останатите колеги пратеници во минатите 2 мандата целосно ја имплементираме информацијската технологија во работата и во одлучувањето. Постојано ги унапредуваме условите за слободно делување на македонските новинари и медиумските куќи. Согласно моите овластувања, како председател оствари многобројни билатерални средби со мои колеги од парламентите на други држави, со кои постојано ги афирмирав нашите залагања за членство во Европската унија и во НАТО. Во оваа смисла исто така, имав чест да бидам домаќин на други мои колеги, председатели на парламенти на пријателски држави, со кои исто така го афирмирав македонскиот модел на демократија и напред. Изразувам задоволство и од соработката со дипломатските представништва во нашата држава, како и со невладините организации, со кои успеавме да реализираме многу значајни проекти. Конечно, не помалку време посветиме и на граѓаните, кои не бираат и заради кои сме тука. А кои заради низа проекти имаа можност уште поблиску да ја живеат и да ја практикуваат представничката демократија. Во крајна линија, мораме да видиме искрени дека природата на животот некојаш не доведуваше во ситуации кои значеа 2 чекори напред, а 1 чекор назад. Но уверен сум дека секојаш беше постапувано на начин кој значи дека единствено граѓаните и државата ни се пред се. Драги пријатели, во периодот пред нас знам дека ќе се соочуваме со нови предизвици. Знам дека нема да биде се лесно, ниту едноставно. Искуството што го имам, но искушенијата пред кои е исправена Македонија, упатуваат нови заклучок. Меѓутоа знам дека пократок пат не постои. Кратки решенија не се возможни, мораме да работиме уште повеќе и уште подобро. Јас можам да ветам дека собранието ќе продолжи да ја надградува македонската демократија со уште пожестоко темпо. Нема запирање ниту одмор. Ви ветувам безброј седници, мноштво на закони и други одлуки. Ви ветувам долги дебати и силна динамика. Интеграцијата во Европската унија и вкупните државни реформи се наша голема цел. Тие продолжуваат да определуваат и нашата агенда и нашето темпо на работа. Мораме да ги завршиме што побрзо и што подобро преостанатите задачи на патот до подобриот живот. Мораме да продолжиме да работиме за да добиеме нови, уште подобри извештаи за нашиот напредок од страна на Европската комисија. Мораме да реформираме армијата, одбраната и останатите сегменти за да ги надградуваме НАТО стандардите. Мораме да имаме високо чувство на патриотизам и државотворна одговорност во решавањето на сложените меѓународни предизвици, како што е спорот со името. Конечно, мораме со личен пример да покажеме дека нашите политички, етнички или верски специфики се предност која не прави побогати, а не слабост која треба да се надмира. Да внимаваме на секој изречен збор. Да бидеме свесни дека треба да му дадеме добар, демократски пример на народот што не избра. Да дебатираме и да предлагаме добри дела. Да оставаме позитивни нешта зад нас и гордо да чекориме напред. Да ја оправдаме тезата дека има разлика и истата да ја направиме уште поочигледно. Да ги имаме секојаш пред себе граѓаните и нивната иднина. Да продолжиме да бидеме уште поодговорни и посветени, бидејќи само така ќе можеме да покажеме дека Македонија се сака со дела. Почитувани дами и господа, честа да се биде председател на Македонското собрание е навистина големо. По трет пат стојам пред вас со целото искуство и знаење што го имате. По трет пат се обврзувам дека останувам да бидам чувар над вредностите на парламентаризмот, демократијата, правдата и диалогот. По трет пат обзнанувам дека сум председател на сите, независно од политичката, етничката или верската припадност. Ветувам дека со уште поголема сила продолжуваме да ги освојуваме новите врвови на македонскиот демократски напредок. Со уште поголема енергија продолжуваме да ги совладуваме новите предизвици.
Со уште поголема енергија застануваме во првите редови во демократската битка за имплементирање на европските и на евроатлантските вредности. Заблагодарувајќи ви се уште еднаш за вашата поддршка, искрено ве поздравувам. Посакувам Бог на сите да ни даде мудрост и сила да ги носиме најисправните одлуки. Да бидеме достојни на доверената задача од народот и да ја чуваме и сакаме Македонија. Нека е вечна македонската демократија, да живее Македонија. Ви благодарам. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека конститутивната седница на Собранието на Република Македонија завршува. Ви благодарам. Трајко Велјановски по трет пат е избран на функцијата председател на Собранието на Република Македонија. Во своето обраќање пред пратениците, тој рече дека за него ова е потврда за досегашниот труд, меѓутоа и обврска за укажаната доверба. Велјановски рече дека Република Македонија минувала низ годините минувала низ безброј предизвици, давала безброј жртви за да го овозможи нејзиниот напредок. За Република Македонија, рече тој, нема ниту еден врв што не е достижен, нема ниту една излеана капка под што е залудна. Ние, како што рече Велјановски, сме менливи и минливи, а вечна е Република Македонија. Трајко Велјановски изрази длабока разочараност поради отсуството на опозицијата или, како што рече тој, затоа што пратениците на опозицијата одлучија да не ја вршат функцијата која што граѓаните им ја доделија. Тој повика на државно единство и повика опозицијата да се врати во парламентот. При тоа тој рече дека Собранието ќе продолжи да ја гради македонската демократија уште посилно. Инаку на денешната конститутивна седница на 123 пратеника им беше верификуван мандатот со што е конституирано осмиот поред парламентарен состав од независноста на Република Македонија. На седницата не присуствуваа пратениците на Социјалдемократскиот сојуз и нивните партнери од коалицијата, како и Руфи Османи од Националдемократската партија. Нивните мандати и во нивно отсуство беа верификувани, а потоа, како што меѓу другото истакна Александар Николовски, председател на верификационата комисија, тие ќе имаат можност да си поднесат оставки. Тука е крајот на преносот на првата конститутивна седница на осмиот поред парламентарен состав во Собранието на Република Македонија. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатно попладне.